Гледате, оценските мисии се редовен нормален инструмент на Европската комисија за подобрување преку експертско знаење и учество, подобрување на политиките во некоја област или институции. Јас само како пример ќе споменам неколку. Врз основа на ваква оценска мисија ние направивме измени и дополнување на законот за Академија за суди и јавни обвинители. Како резултат на вакви оценски мисии очекуваме препораки кои што ќе треба да подобрат работата на независните и регулаторните тела. Како резултат на ваква оценска мисија сме имале оценски мисии за системот за јавни набавки и соодветен надзор. Сме имали за судството, сме имали за специфични делови на судството, управното судство и така натаму. Очекуваме за судскиот совет да има сериозна владинска мисија која што ќе ги анализира сите слабости и ќе добиеме точни препораки и насоки од експертите на Европската унија, што би требало да правиме во однос на законите, што би требало да правиме во однос на практиките на таа институција, што во однос на кадровските прашања. Само сакам да напоменам дека законите за судскиот совет, кои што беа донесени 2019 година, беа правени заедно со Европската комисија и беа правени под водство на Венецијанската комисија и со нивно мислење. Така што ние законската рамка веќе имаме направено изработена согласно препораките на ЕУ и на Советот на Европа, но очигледни се слабостите кои што треба да се надминат и затоа сме подготвени да како влада да ставиме на располагање секаква информација или помош на оценската мисија за да дојдеме до најдобри решенија за подобрување на работата на